Вебинар на тема Сајберчистка, бришење на дигиталната прашина. Предизвикувачите на пожари поминуваат неказнето. Патешествието на бездомното куче Чопер од Охрид преку Шуто-Оризари до Германија. Здрава на сите! Ова е новата 129-та епизода на Вестите за млади, Шорткат. Јас сум Нина, а ова се настаните што го заслужуваат вашето внимание. Како да ги заштитите и зачувате вашите податоци, како да не насетнете на фишинг пораки, да направите бекап на податоците и да користите антивирус. Ова беа само дел од темите за кои се дискутираше на вебинарот на тема Сајберчистка, бришење на дигиталната прашина, кој се одржа во вторникот на 16 април. На настанот говореа професорката Александра Митева од Факултетот за информатика на Универзитетот Гоце Делчев, професорот Иван Чорбев од Финки и Александар Ристовски од Студентското собрание на Финки. Ако порано од љубопитство употребувавме интернет да прочитаме вести или да разгледаме што има во светот или во продавниците, сега веќе и купуваме онлайн, сега и сметките ги плаќаме онлайн, банкарските сметки ги менаџираме онлайн закажуваме летови, хотели, така што целиот живот го мигрираме онлайн и лекарски имаме документи, закажуваме термини, диагнози, се имаме онлайн. Така што ризиците се неколкукратно зголемени од порано. Од друг факултет имаше исто така, например, купен мобилен телефон и го дал на децата да се играат и во меѓувреме децата пристапиле на страни од каде што се симнал тројанец SMS малвер кој што во меѓувреме ве регистрира на премиум страни каде што секоја SMS порака кошта 100 денари, во рок од 2 сата децата му потрошат 10.000 денари за SMS пораки. Може со скенирање на сликата што ја поставаш апроксимација на локацијата да ти најде и ако некој, да кажем, од типот на бивш или нешто слично сака да те најде, би те нашол прилично лесно и тука совет би било нели да не се можеби да не се постира во истата секунда каде што си или доколку си во странство да не постираш одма каде се наоѓаш. Говорниците советуваат да се прави бекап на дигиталните податоци, лозинките што се креираат да бидат доволно долги и силни и да не се одговара на мејлови или пораки од некое случајно избрано корисничко име. Овој настан го организираше Сдруженијето за унапредување на медиумските практики иновативни медиуми со поддршка на регионалниот проект Смарт Балкан, граѓанско општество за поврзан Западен Балкан. Темата на прилогот што следува се пожарите кои покрај поплавите се најчестите природни непогоди кои се случиле во земјава од 2005 до 2023 година. Најчесто ги има во периодот од март до септември, што укажува дека се директно поврзани со влијанијата на климатските промени и покачувањето на просечните температури. Во 2022 година изгореле 4300 хектари шуми, а во 2021 година тој број е повеќе од двојно поголем, односно над 11.400 хектари шуми. Но и покрај тоа, во последните 3 години, во земјава нема ниту една пресуда за предизвикување шумски пожар. Никој во последниве години не одговарал и не бил осуден за кривичното дело предизвикување шумски пожар, бидејќи во државата нема регистар на шуми и обвинителството тешко може да докаже дека одреден пожар всушност започнал во шума. Од овие причини обвинителството ги гони предизвикувачите на пожарите за друго кривично дело, за кое има пониски казни, предизвикување општа опасност. Мета МК ја доби статистиката, со какви казни се соочиле лицата кои предизвикале општа опасност, предизвикувајќи пожар. Според документите од Кривичниот суд, 34 пресуди се донесени од 2022 година до април годинава за предизвикување општа опасност, но не сите се однесуваат за предизвикување пожар. Пресудите за неголемиот дел од нив се условни казни, нешто што јасно укажува дека и покрај опасноста од овие кривични дела, сторителите се соочуваат со минимални казни. За да се надмине овој проблем во недостиг на регистар на шуми, се подготвува нов кривичен законник, каде што ова дело ќе биде допрецизирано. Причинител на најголемиот број пожари е човекот, дали намерно или од невнимание, вели директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов.
Тој посочува дека најголем дел од пожарите се од земјоделските активности, во кои производителите го користат палењето за да ги исчистат нивите, или од сточарите кои ги палат пасиштата за да се ослободат од трњата, но има и намерно палење од пиромани. Минатата година ја заокруживме некаде на околу 2400 пожари на отворено. Од нив помал дел завршија во шума, додека останатите беа само на отворено, зафатија трева, грмушки, деградирана шума, пониска шума и така натака. За жал, состојбата оваа година за сега е многу полоша, би рекол драстично полоша, и очекуваме исклучително лошо лето од аспект на пожари. Податоците на Центарот за управување со кризи покажуваат дека во првите 10 дена од овој месец се случиле 171 пожар, колку за целиот претходен месец. Во однос на март минатата година имавме 87 пожари на отворено, од кои што 7 шумски, а оваа година, како што веќе реков, 171 пожар, од кои што 14 шумски. Значи, навистина не очекува пеколна пролет и би додал уште попеколно лето. А верувам дека јесента ќе биде пеколна, бидејќи минатата година до ноември имавме исклучително сериозни пожари. Недостигот од соодветни казни за предизвикувачите на пожари дополнително ја влошува оваа состојба, бидејќи сторителите се свесни дека дури и да направат ненадоместливи штети по природата, ќе се извлечат со условна пресуда. Една сторија со среќен крај за крај на шорткат. Со денови македонската јавност го бараше чопер бездомно куче од Охридските улици кое требаше да замине за Германија. Чопер пред 3 месеци бил забележан од странски туристи кога тој самиот си се вдомил пред нивната куќа каде што привремено престојувале во Охрид. Па така Филип од Виетнам и Луис од Австралија заедно со нивното друштво решаваат да го посвојат. Го носат во Скопје, ги вадат сите документи, а Филип специјално заминува во Германија да купи автомобил и да се врати по новиот миленик. За жал, 2 дена пред да тргнат за Германија, на Чопер му се губи трагата во центарот на Скопје и тука почнува масовната потрага по него. Социјалните мрежи буквално зовреа од апели за пронаоѓање на Чопер. Сторијата на Мета МК придонесе кучето да се лоцира во населбата Шуто Ризари, а Чопер со наша помош повторно се најде во рацете на неговите сопственици. Тие беа гости и во редакцијата на Мета за да ни изразат благодарност пред да заминат во Германија. Чопер во моментов летува во Хрватска, а потоа го продолжува патот за Германија, каде што го чека нов живот. Со ова убава вест го завршуваме денешното издание на Шорткат. Пишете ни на Инстаграм или ТикТок ако имате некои сугестии или предлози и секако читајте рубриката Централа З на Мета МК. Се гледаме следниот четвртак. Поздрав!